Петар Ангелевски раскажува како луѓето по свадбите го доживуваат влегувањето на гајдата, кој е еден од најбараните македонски традиционални инструменти. Тој го пренесува и искуството од неговото учество на собирот на гајдаџи во Србија, како и првиот настап на фестивал во Прилеп. Влегувањето на свадба со гајда е доста интересно и специфично, истакнува младиот гајдаџија Петар Ангелевски, кој од неговата 14 годишна возраст се дружи со овој традиционален македонски дувачки инструмент. Значи ние одиме како изненадување после вечерата. Предпоставува, така. И во глобала не знаат сите, значи дека ти има гајда. И значи одиме како двајца, јас и брачет ми. Дуо брсјаци ни се вика. Така. Групата. Така. Сме двајца и одиме во носија. И после вечерата музиката свират една-две песни, после ние влегуваме како изненадување. И сите се чудовидени од нештово дека како изненадување влегуваме. Так. На нивниот репертоар за свадба до брсјаци има нивни перформанс околу 30 минути или час, во зависност од тоа како сакаат луѓето. Петар вели дека во тој период после вечерата сите присутни се на нога и играат. Тој неодамна беше дел и од собирот на гајдаџи кој се одржа во Србија. Значи ме побара од цело Качарево, значи се случуваше 10 годишнина од собир на гајдаџи. Значи од скоро цел Балкан. Во глобала имаше постари гајдаџи, помлади бевме само тројца. Значи јас, еден колега од Прилеп исто, едно дете од Србија, тоа веќе беше помало, околу 12 години. И беше многу големо искуство, посебно за мене, што случуваш нови ора, веќе стари, што некои не ни ги свират веќе. Исто така бев летово на семинарот на Пеце Атанасовски во Прилеп, на фестивалот исто Пеце Атанасовски во Долнени. Толку години свирам, а годинава се одлучив и се осетив спремен да настапувам во Прилеп и за фестивалот во Долнени, вели Петар, додавајќи дека тоа за него представува големо искуство пред се поради тоа што токму таму се запознал со многу луѓе кои што свират народни инструменти од цела Македонија.